Продолжуваме натаму, верувам дека ќе бидеме одлични и интересни со се оно што ќе го споделиме и со се оно што ќе ви го кажеме и раскажеме. Ќе започнеме во овој дел со фотографии, со фотографиите од градоначалникот Стефчо Јакимовски кој е ова утро заедно со нас и да низ фотографија го прикажеме она за кое што можеби малку или малку повеќе разговаравме. Да ги погледнеме фотографиите. Верувам дека директорот од Катастар веднаш ќе го разбере ова што го гледаме. Но градоначалник 2025 посветена на младите. Верувам дека ова е нешто што го гледаме нов план или ако имате некоја забелешка на вашиот вработен не натупатимте моја забелешката. Ако не догледувате ќе замолам да ни го приближат. Верувам нацрт за нова градинка или греша? Да, нацрт за нова градинка. Значи, за момент ме загриживте, молчите, јас треба да зборувам. Имаме нова градинка Мајски цвет во Тафталиџе 2. Така. Изработивме проект за градинката Пролет на улица Мила Марковиќ или популарно Канела во Козле. Аплициравме за унгарскиот кредит. Исто така доградуваме 4 занимални во градинката во Влај, градинката Пролет. Може следна фотографија, така? Потоа следна фотографија. Значи тоа е во делот на градинките. Извршивме реконструкција на кровот на градинката Орце Николов во која оваа градинка што ја гледаме во моментот? Овета во Пролет во така. Односно Мајски цвет во Тафталиџе. Гледате, тоа се бараки направени 65-та година. Од земјотресно. Од земјотресот. Тие завршија перфектно својата работа. Натаму училиштата, сите училишта сега треба да се реновира Јана Москоменски и завршуваме со братство и сите 10 училишта ни се реновирани. На сите 10 училишта имаме ставено фотоволтајзи од 25 до 40 киловати. Така, сериозно посветувате внимание на енергетската по една ефикасност? компјутерска сала сега стигаат компјутерите, по 30 компјутери во секоја училница. И од 5-то оделение до 9-то сите училници се со смарт панели. Да. Значи, на најсовремен начин одвивање на наставата и спортските терени и фудбалските игралишта во сите училишта се со вештачка трева. Покрај тоа, значи, даваме стипендии за талентирани ученици, талентирани спортисти. Лани еден ученик ни освои златен медал во математика во Њујорк. Браво. Сега еве ученици од Петар Попарсел во фудбал, во футсал имаат освоено прво место во Македонија, имаме доста прваци, кои во одбојка, кои во... Да. Еве една спортска сала каде што ги градиме прваците. Така. И наградата за сите нив, значи тие што се MVP играчи, фудбал, кошарка, одбојка и така натаму, кои имаат секој што има освоено прво место и првенците на генерација имаат 7-дневен одмор во Грција. Како од општината. Зошто не во Македонија? Затоа што децата треба да одат на море. Добро. Треба да одат на море, јуни месец Охрид е ладен за деца и е поздраво да одат на море. И одат Еве како изгледаат нашите училници. Одлично, кој училиште е ова? Ова е најверојатно основното училиште Аврам Пишевски? Не. Јана Москоменски. Димо Хаџидимов во Влај. А ова е спортската сала Аврам Пишевски во Бардовци, значи таму ја реновиравме и спортската сала. Одлично. Еве ги соларните панели. Констатиравме дека наутро имаме потрошувачка, започнуваме што се вклучуваат компјутерите околу 20 киловата. Па како иде секој нареден одмор се намалува за да дојде до 2-3 киловата. И сега ние имаме двонасочно броило, значи сега летно време произведуваме струја, продаваме струја, продакшн и негде 30% сметките ни се намалени во училиштата благодарение на овие панели, соларни панели. Ова е спортската сала поранешен Наумновски Борче или Партизан 4, сега и не ја ставаме во функција. Ни ја даде владата, реконструираше, ни ја даде гола. Не поврзана на грејење, нема никакви реквизити, ни рипстоли, ни козлич, ни одскочна даска, ни греда, ни закачалки во Соблекувално, ништо. И сега барем да ни кажеа на време, ние
И што е најстрашно, како ќе им се јавиш, абе ова нема, ќе завршиме, ќе направиме. Добро, ти чекаш ќе нема. Прошло месец, дена, два, пак ќе се јавиш ке директорот на Млади спорт, пак ќе ти рече ќе го направиме, а уствари не го направи се на крај сами. Ова се улици во Бардовци. Може ли побрзо да ги вртиме? Да, може побрзо. Да, гледаме Бардовци, готово да не остане ни еден дел кој нема да биде поплочен или асфалтиран, затоа што... Улицава овдека што ја минуваме ќе не асфалтирате ли за брзо? Улица Скупи? Да. Како да ви кажам, на друг шалтер. На друг шалтер. Градска улица е, да, град Скопје. Ова сега пред малце што го видовте, тоа беше улицата Жданец, односно Трнодол. Ова се исто како што ви реков улици во Бардовци. Така, бидејќи имате обврски, тука многу добра работа направивме што ги заменивме светилките. Да, со користење на сончева енергија. Не. Ставивме лед светилки, меѓутоа обично сите општини одат на варијанта со приватно јавно партнерство, ние ги стегнавме малку ремените. Се сеќавате дека единствена општина што одеше преку две сијалици, една свети, една не свети, една свети, кога енормно се кача електричната енергија, со парите што ги заштедивме, си ставивме сами, ги сменивме светилките. Знаете колку ни е заштедата? Минатиот месец 73%. Секоја чест. Споменавте да во киловати, значи колку сме трошиле 2021 година, колку трошиме сега, тоа е огромна заштеда. Да. Споменавте да се обратиме на друг шалтер за улицата, но кога го споменуваме град Скопје, доколку градоначалничката која што сега е актуелна да снима со мобилен телефон дојде во општина Карпаш, има ли нешто интересно да сними? Секогаш има нешто интересно. Секогаш, но тоа е битно. Девијацијата дали е поддржана од градоначалникот или градоначалникот мисли исто како градоначалничката. Градоначалничката беше потполно право, што отиде каде има луѓе во свет тоа на државно земјиште да земеш, да си копаш, да си почнеш да си градиш, да не платиш комуналии и у тоа профил на булевар. Да. И сега вие можда не ја сакате Данела, а можеме ли со тоа да се служиме? Со такво нешто Јавната да си гради функција некој... треба да се извршува како што треба, совесно, свесно и доблесно, така да... Јас мислам дека обвинителството уште утредента требаше да реагира и тој што изведуваше и тој што е инвеститор на таа работа требаше да се најдат за решетки. Тоа исто како да земеш дукрај. Тоа земјиште таму кошта 2 милиона евра. Исто како да си украл 2 милиона евра од оваа држава. Така. Но нам верувам дека ако со вас... Како е тој текст што ние таму го дозволуваме? Господине Стивче Јакимовски, верувам дека во само вистина ќе имате уште многу што да раскажете кај нашите колеги. Верувам дека оваа трпеза да не ја претвораме во само вистина ќе ве ослободиме согласно вашите... Мој драг пријател возрастен почина викаше за копање, не ме вика за зборење, тука се шегувам. Ќе ве ослободиме согласно обврските јавно. Имам состанок во Скопски плански регион, тој од 10 почна. Така, малце доцнете, но јавно им се извинуваме за вашето доцнење. Ќе стигнете многу брзо со оглед на тоа дека во овој дел од денот немаме градска гужва. Имам добар шофер. Има одлично, верувам. Ве поздравувам и ви благодарам. Имајте убав ден, поздрав и да сите вработени во општина Карпаш. Беше драго. Да се поздравиме како што е редот, ќе го слободиме градоначалникот, но ни остануваат уште убав остаток од денот, ни остануваат уште 20 извонредни гости кои верувам дека ќе имаат што да ни раскажат. Ќе продолжиме со фотографиите на директорот Иван да ги погледнеме и да малку повеќе приватно го доближиме до нашите гледачи со оглед на тоа дека минатиот пат повеќе зборувавме работно, овој пат ќе зборуваме малку повеќе приватно во овој дел. Да, значи ова е изненадување од вас практично, затоа што не бев информиран за ова, за разлика од минатиот пат кога така малку добив критика дека повеќе сум се осврнал на себе, не сум Затоа, гледате? Да. Така да, ова е слика со мојата сопруга Лиле и керкичката Калина, која што сега наполни на 22 наполни 5 годинки, сега е веќе поголема, така да сега во моментов ние семејството поголемо, во кој што јас сум единствено машко. Имаме принова при крајот на 2024 година
имам уште една керкичка која што има, да, значи едната керкичка е 5 години, другата е 5 месеци. Од многу жени не боли глава. Да. Да, керкичката Душица. И денес кукано 5, се на петка ви е. Да, се е на петка, да. Ова е слика која што сте ја извадиле, да, па постара може да се забележи малце, да, малку послаб сум тука, затоа може да констатираме дека Постара. дека е постара, да, ова е едно патување кое што бевме некаде 2017-18 со сопругата, тогаш девојка. Кој ги бираше патувањата, кој сопругата ли сака да? Па добро, заедно, да, взаемно. Меѓутоа еве да 60-40 у незина корист. Добро, ви сте джентлмен. Така е секако, да. Така да оваа слика е од Рим. Ова е малку партиски момент, бидејќи покрај функцијата политичка агенција за катастар недвижности директор, веќе 6 години сум председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кисела Вода. Ова е некоја слика која што имате од таму извадена. Да, така е, ова некој состанок на општински комитет, не можам да излоцирам точно од кога е, а ова е слика некаде за Нова година, мислам дали беше 2023 со керкичката Калина на настап на Биби и Боби, мислам, пошто Биби и Боби не се едни од феворит, мислам дека беше ова во Сити Мол на горниот спрат. Да, каде умеат да направат одлична забава и за млади и за... Да. Ова е слика со сопругата, имаше некој настан во однос, не можам да се сетам точно што беше, кој ден се одбележуваше. Ова е сликано пред општина Кисела Вода, во моментот кога... Живеете во општина Кисела Вода? Да, во моментот кога е направена оваа фотографија, тогаш бев и председател на Советот на општина Кисела Вода. Така, имаме уште... Ето, крајот го краси делото, така и... Крајот го краси делото, да. Гледам дека добро сте поработале по социјалните мрежи и што може да се извади од тама, да, значи ова ни е 2020, некаде пред нашата свадба, на почеток на 2020 ни беше свадбата, ова е фотосесијата која што ја правевме и истата е направена на Марков манастир. Секај час, да не ве прашувам за датумот, тоа многу е битно. Го памтам, да не бидам искаран дома, го имам извежбано, го памтам, така да... Најбитните дати. Датите кои што се врзани со семејството, се шегувам. Да се живи и здрави дечињата, следно кога ќе ни дојдете да сте уште помногу бројни, така да... Се надеваме. Ако сопругата е согласна, мислам дека уште една девојче или момче? Па сега, што ќе даде Господ, ама... Така, се шегувам. Да. Иван, ви благодарам што ни дозволивте приватно да ве доближиме до македонската јавност и ви посакуваме во овие 5 години како директор на катастарот да ги направите промените кои ни се потребни. Ни остануваат фотографиите од прекрасната Леја, која што се повеќе професионални, иако и вие се остваривте како мајка оваа година, но сепак приватноста нека остане ваша, бидејќи сепак е само 10 месеци. Да, 10 месеци. И носи уникатно име. Видо. Од каде идејата за името? Името е по покојниот татко на мојот партнер и е некаква кратенка изведена, односно нагалено име и кога размислувавме за машки и женски име, уште кога планиравме дека ќе имаме семејство, ова беше нешто много интересно за машко. Навистина интересно. Навистина човек за кој што секогаш на секоја маса се зборува многу позитивно и со многу убави сеќавања, па така и одлучивте да го наследите. Убаво. Да ги погледнеме фотографиите. Одлична локација во Скопје, каде што мислам дека има навистина преубави. Звукот е прекрасен. Аудиокултура е апсолутно едно од можеби омилено место на кое што имам настапувано, бидејќи баш затоа, бидејќи звукот е секогаш прекрасен, има
секогаш фокусот на изведувачите не е, значи буквално додека се случува настапот, да речеме, трае некои си 45 минути од прилика, но секогаш фокусот на изведувачите и нема галама, сите на вистина слушаат и на вистина се луѓе кои што ценат музика и моето омилено не се пуши во локалот. Да. Така. Така да, ова е од Приклани, мислам дека. Ова е Маракана, мојата прва музичка љубов. Местото каде што на 16 години настапив прв пат, а последен пат мислам дека ова 2023 втора, кога трета. повторно се отворија вратите по ковидот, мислам. Да, не, ова тука бев на замена во сабота вечер, why not, секогаш во Маракана во последниве не знам колку години веќе. И тука бев во едно друго издание кое што не е джез, да речеме, малку по така. По алтернативно, да кажеме, музички. Споменавме спортот, споменавме она што го практикувате. Тука сум во Маврово. Беше прекрасен, од оние прекрасни денови кога температурата е таман што и да облечеш. И да, нема да сгрешиш. Маврово ми беше, ова беше мислам дека последен пат кога отидов во Маврово, заради тоа што освен што си поминав приубаво бидејќи Маврово е прекрасно, ме фати неверојатна тага околу тоа до кој степен е урбанизирано. И јас мислам, го разбирам тоа. Разбирам дека урбанизацијата е неизбежна во 21. на Маврово не му прилегаат згради. Тоа ќе кажав следно. Тоа ќе кажав следно. Не баш згради. Се уште Маврово и велосипедската тура околу езерото која што е сопругот моја обожава турата околу езеро. И за трчање и за дури имам и пливано во езерото, не знам дали беше тоа паметен путек, ама окей, поминав. Животните се исто нешто што многу сакате. Ова е после Скопски маратон, ова е Шуберт, еден од моите вдомени миленичиња, кој што сам ме одбра и сам реши да си дојде кај нас дома, па беше во многу лоша состојба, тогаш беше се уште Вардариште, не денешната Лајка, и од Вардариште пуштен во многу лоша состојба, си дојде, го прибравме, го излечивме и сега е дел од нашето семејство. Хумано. Ова мислам дека е водно. Некоја падина. Да, водно ми е исто. Водно може би е една од причините зашто се уште сум издржувам да бидам и гласна на темата природа, урбанизација и сите тие работи, а и зашто се уште живеам во Скопје. Веќе го обожавам водно. Толку блиско, а толку убаво. Да. Морав да издвојам и оваа фотографија, ова е навистина. Значи на работа секоја понекогаш дали за Божик, дали за Хелоуин, дали за некоја друга пригода, секогаш правиме маскембали за миленичињата и имаме дури така една галерија на страна во еден ќош од канцеларијата каде што се секоја година добитниците на наградата. Инаку во ова време мислам дека се уште ме беа сите, имав 4 кучиња во еден период од изминативе години. 2 ми починаа претходниве години, останати ми се уште 2. Ама да, ова е нешто во кое што уживав многу. Едното вдомено кое што го споменавте и другото е некој што тоа е Греси. Таа беше мојата прва љубов од кучињата. Да видиме следна фотографија. Го споменавме вашиот татко. Да. Концертна меморија каде што верувам дека ви било чест да сте дел. Ми беше, јас искрено се помалку и помалку пристанав да прифаќам да пеам неправ, да поместа секогаш кога татко ми ќе одбие, бидејќи некако и со него разговарав многу на темата, не дека него ценам тоа што го има направено татко ми, но никако како да не можам, јас разбирам дека е тоа популарна музика од тоа што јас го имам направено, но и чест ми е дека имам изведувано толку многу пати, но сепак сакам малку повеќе некако да се осамостојам, мислам дека ми е време малку повеќе да ги пеам моите песни. На меморија конкретно буквално прифатив со цело срце бидејќи знаев дека ова ќе ни остане. Да. Велик. Повторно е водно, ова, да. Повторно е водно, да. Мислам, се гледа, нели, дека така мислам дека е голем дел од бременоста и првите месеци на видот многу време. Ова е една интересна фотографија. Тука сме во Дубровник со Светле заедно. Голем поздрав до Светле. Голем поздрав до Светле, да. Можеби мојата омилена пеачка. Со која што
и до ден денеска се уште се дружиме многу и приватно, бидејќи она што го гледате десно, тоа е мојот партнер во младоста и они се уште свират, Виктор и Светла се уште свират заедно во Саут Парк. А позади мене е Зоки, кој што во моментов не живее повеќе во Македонија, инаку во времето свиравме во Фанки Панк заедно со Зоки. Да, а тука сме на заеднички одмор сите во Дубровник. Кога веќе ги споменувате бендовите IQ, да не го заборавиме, како бенд во кој почнавте. Да. А последната фотографија, па може да најубавата фотографија, вашето семејство. Тоест семејството од кое потекнувате. Да, семејството од кое што потекнувам. Моите родители се многу голем дел од мојот живот и мислам дека се што имам направено и се што ќе продолжам да правам понатака со оглед на тоа дека имам 10-месечно беба, се им должам на нив. Така. Родителите се тука за да ни бидат поддршка и следно кога ќе ни дојдете и вие да сте побројни доколку сакате секако. Леја, и претходно сакав да брешам, споменавме, видовме многу ваши активности, па еве музиката, спортот и мајчинството, како на некој начин дете успевате да го пренајдете балансот и да ги споите овие работи. Дента кога ми се јави Александра за ова гостување, ми беше првиот ден на работа после породилното одсуство, бидејќи плюс и работам како маркетинг професионалец, да кажам. На 20 години секоја чест. Да, од речи си 20 плюс минус. Никако веројатно начинот на кој што компензирав е што секогаш, да речеме, приоритизирав една работа или две работи максимум во еден период, а сега бидејќи видео е најголемиот приоритет и дури сега се враќам на работа и е многу поголем предизвик и потешко, ама за среќа со помош на сите овие луѓе кои што ги споменав, успевам некако да се организирам. Денот ми почнува во 5:30, ако ми дозволи видео да станам од кревет. И почнувам со спортска активност, почнувам со јадења за сите дома, одам на работа, го завршувам работниот ден и после работа се трудам додека е видео буден или тие часови до 8 сата да поминам максимум што можам со него. Како што реков, е огромен предизвик, особено бидејќи сега и вториот факултет ќе го завршам во јуни и верувам дека после тоа ќе одлично функционирате после тоа кое што го наведевте, многу навистина многу активности, но очигледно го наоѓате и балансот и време за сето она. Господине Иван, дали адвокатурата сега е малку понастрана во однос на функцијата која што имате или навистина па ви користи во однос на она кое што го работите во секојдневието, навистина ви... Да, па вака адвокатурата согласно закон морав за жал да ставам во мирување, се додека обавувам јавна функција, така налагаат законските прописи, меѓутоа со оглед на фактот дека претходно моја специјалност беше катастарот во проблематиките кои што ги работев, имотно-правните односи, така натаму, сваќам дека ми е многу од корист во водењето на самата институција, затоа што сега ги имаме и двата аспекти. Едниот од едната страна, другиот која сте биле странки во постапките или сте застапувале некој, така да во секој случај адвокатурата е мојата прва љубов професионална со која што сум почнал да се занимавам, така да нели функциите се менливи, минливи и така натаму. Кога ќе дојде време, мислам дека повторно ќе се вратам на она моето базично, тоа е адвокатурата. Така, дали сте повеќе утрински човек или пак... Па се трудам денот да го фатам од сабајле, да го искористам. Зошто? Затоа што сметам дека нели сите се бориме и сакаме професионално да се надградуваме, меѓутоа треба да направиме простор и да имаме дел и за семејството, бидејќи секој треба да има разбирање, јас го имам големото разбирање од семејството, меѓутоа нели не треба да биде и семејството запоставено, особено сопругата, дечињата, така да се трудиме да биде тоа еден баланс помеѓу работата и семејството, меѓутоа сакам од сабајле да си ги завршам порано работните обврски. Така, да си го започнете да си го патите денот што се вели. Леја, вие ни кажате дека рано ми почнува, впрочем како и на сите нас со нашите обврски. Така, секој од вас го спомена семејството, но Леја, кој е најголемиот и најубавиот совет кој што ви го дал вашиот татко? Како некој кој што замерил дека влегувате во музика или условно кажано не би сакал да се впуштите во она што сте денес, но кој е најголемиот совет? Најголемиот совет,
Кој што некако ви одзвонува во глава секогаш. Тоа е нешто што многу баш сега неодамна минатава недела го разговаравме, најдов некоја стара песна од себе и се изненадив. Да речеме песната е стара некои си 15 на години и си се слушнав буквално како друг човек од страна да се слуша и бев вау, каде отиде овој човек, што направи, бидејќи неизбежно е, значи кога ќе влезеш во образовна институција неизбежно е малку да избегаш од она што природно интуитивно ти доаѓало како еве да речеме себе. Во тој момент го сметам како сепак го сметам образованието како квалитетна надградба на она што веќе го имав, но веројатно ќе ми треба уште малку време за да ги спојам двете. А татко ми сега му викам види оваа песна, сум ја заборавила дека имам, ти викам јас, ти не ме слушаш, дека само треба природно си го имаш, тоа си го носиш у себе, ништо не ти треба. Не дека не ми треба, ама го разберам дека можеби за некои работи треба повеќе да го слушам. Така. Господин Иван, ги споменавме различни професии, совети, доколку еве вие не би било адвокати, дали некој пат сте имале во животот размислување со нешто друго да се занимавате? Да, сум имал. Спомнавте спортот сега, не знам. Да, спортот, да. Меѓутоа никогаш не сум имал замисла да бидам професионален спортист. Мојата замисла и мојата желба уште од дете, па се до моментот до запишување на факултет беше драмската режија. Така да, бидејќи имам неколку членови од семејството кои што доаѓаат од таа фела, мојот покоен дедо, глумецот и режисер Ацо Ѓорчев, мојот покоен вујко Бранко Ѓорчев, така да од мал бев задоен, меѓутоа имаше едно вагање, од едната страна беше уметноста, особено театарот, од другата беше правото, бидејќи целокупниот друг дел од семејството ми се правници, освен сопругата која што е педијатар, и така да бев на таа граница, меѓутоа се одлучив за правото. Од денешен аспект не се каам, повторно треба да одлучам, мислам дека повторно, да, меѓутоа секако театарот и пратењето на театарските представи и театарската режија останува едно моите љубови, да кажам. Да. Во детството си имам пробано и како глумец во тогашната серија Наше мало, да. Меѓутоа тоа се само добри спомени. Ова да го знаете, ќе извадевме интересна сцена од вас. Да. Но, Леа, на неколку наврати ја споменавме неправда. Може ли вака утрински пред, речи се 2 минути на крај да запееме песна која што мислам дека знам и самата споделихте дека нема место каде што не сте отпееле, нема настан на кој не ве поканиле, кога вашиот татко одбива, вие сте тука. Па еве, дали би сакале да за нашите гледачи, за се она што не се случува во Македонија, помалку или повеќе неправда секогаш ќе биде песна на сите. Еднаш го кажав, тоа ме искара дека сум зборала за социјалните неправди пред тогашниот премиер. Викам, што си? Ќе беше интересно на премиерот нели знае дека има социјална неправда дека постои. Ќе беше интересно на градоначалникот да му ја испеете, но еве може сега да директорот има. Значи вака, ова значило тоа кога викате емисија на живо, дека уствари било стресно. Добро? Во ред. И така не предвидила малку спонтано. Ке ме дружите ли? Секако. Ние се верче ке зиграме. И директорот исто. Мислам дека треба да пеете и вие. Ке пееме, да. Ја не би пел да не пропастам песната. Сакам БМВ Алпина, но немам ни за дрина. Мамо, спаси ме. Сакам женска луда фина, да биде како Лина. Мамо, спаси ме. Неправда, па тоа е неправда. Имаш ти, немам јас. Сите велат дека многу барам. Барам, но нема. Сигурно збори татко ми на темата, дека тогаш било многу страшно да кажеш имам ти, немам.
Денес ти немам јас. Добро, од оваа да. дистанца зборовите отпеани во песната се слика за Безвременски, да. Некако пишува многу времења низ кои што и транзиција низ кои што поминува, па не само нашето општество. Пак е жена во центарот, сакал секаде да секој е пат. главен и славен, Секој. Па во ќе ти да е историјата главен. сите војни во светот се вода за жени. Јавно ви благодарам што одвоивте време и ни дадовте почит со вашето гостување. За жал емисијата трае онолку колку што имаме време и простор, но да можевме да траеме уште, верувам дека ќе бевме и натаму одлични и интересни како и секое утро. Вам ви благодарам што и ова утро ни ја дадовте довербата, а јас и Вира бевме ваши домакинки и заедно со нашите гости во вашиот дом.